Пушави глави. Па, многу сакав да бидам глумец од секогаш. Секогаш пред огледало си застанував, си облекував фустани, си ставав, бидејќи тогаш немаше во тоа време велови, сега може секаде да се купат. Си изигравав принцеза, глумев од цртаните филмови. Анастасија ми беше омилен лик, принцезата руска. Така да секогаш, па можам да кажам дека до мои 18 години уствари сакав да бидам глумица, но бидејќи глумците комуницираат со многу луѓе, а секогаш моја омилена работа била комуникација со луѓе, и од тие причини сепак на некој начин отидов во тој смер. Учев први филолошки факултет, па завршив факултет за комуникација, односи со јавност и еве, до ден денес работам со луѓе и комуницирам. На представи сум најчест и најголем љубител на представите и најчест посетител. Нема представа, мислам, што ја немам гледана. Сепак се уште е во моето срце глумата. Млекото се добија од кравата. Млеко се добива од крава и кравата, за да добиеме млеко од кравата, кравата треба да се измолзи во една кофа и после тоа млеко се обработува и после го ставаат во една како кутија и го ставаат во продавницата и потоа ние ќе го купиме и ќе го пиеме. Млеко може да се добие и од крава и од коза. Дневно една крава мислам дека дава 500 литри. Се добива од крава и од коза. Може да и после се однесува да се преработи во фирма по можеби например 50 милилитри. Не знам колку, ама можеби по 50 милилитри дава на ден кравата или козата. Ке најдеме некоја крава и ќе го измозиме млекото и ќе се го пиеме. Се добива од кравата и од козата, кога ќе ги измолзиш, се добива млекото и тоа оди во фабрика, се преработува и после доаѓа во продавниците и ние го пиеме. Млекото се добива од кравата. Кога ќе измолзиш кравата, ќе добиеш неколку милилитри млеко. Млекото се добива од овца и крава. И од козата. Дневно една крава мислам дека дава 500 литри. Прво се зима млекото од кравата или козата, после го стават во фабрика, се става млекото во кутија и го стават во продавниците, ние го купуваме и го пиеме млекото. Пушави глави. И после се обработуваат во фирма, ги однесуваат во кутии, ги пакуваат во посебни и ги оставаат во продавницата. Има различни видови на кутии на млеко и ние ги купуваме и ги пиеме. Исто има оризово, само не знам од што е. Само што таквото млеко не се продава во маркетите. Да, и овцата дава млеко. Највкусно млеко е од кравата. Ке најдеме некоја крава и ќе го измозиме млекото и ќе се го пиеме. Млекото е најздраво да се пие од крава. Да, кравата често паси трева како храна. Луѓето во селото, тие луѓе земат кофа и од млеко и од кравите цедат едно како млеко, едно од оздола и го носат во фабрика и таму му даваат на него многу пари и во фабриката они прават млеко и го дават во продавниците и таму им дават на нив многу пари. Млекото од кравата е здраво, многу здраво. Овчето млеко мириса малку чудно и детето не сакаа да го пијат, иако е многу здраво. Од млекото на овцата се прави многу вкусно сирење. Но највкусното сирење е од овца.
за мене е асоцијација на раѓање, на деца, на нешто убаво. Значи, секое дете кое ќе се роди пред се, цица млеко од мајката. Па и телето кое ќе се роди, цица од мајка му од кравата млеко. Тоа е за мене течност од која што растат децата и која што треба секое дете дека е мало посебно да ја конзумира. На тој начин несува калциум и има правилен раст и развој благодарение на млекото. Имаме млечни производи, сирење, кашкавал и треба да се знае дека не секое животно произведува дека може да се пие од секое животно млеко. Значи може да се пие млеко од крава, може да се пие млеко од коза. Бушави глави. Моја порака до сите деца, и до моите деца кои што секогаш ја користам, да бидат весели, среќни и своји и секогаш да се борат да го остварат она што го сакаат, тоест да си ги остварат своите сни. Без разлика колку тоа е тешко или колку е тоа напорно, да уклучи својот дух, својата енергија, за да ги оствара своите сни секогаш. И да бидат весели, позитивни и да шират наоколу љубов и да се сакаат. Бушави глави!